Добре дојдовте во процес. Македонски неврохирург 3 години е без работа затоа што сакал стручно да се усовршува во странство. Единствен е на Балканот. Како е возможно ова? Што се случува во здравството? Како да се стави ред? Зашто прво треба да се зафати новиот министер за здравство? Во студиото го имаме токму доктор Вранко Блажевски, неврохирург. Добре дојдовте. Добро го најдов. Подобро го најдов. Рековме единствен лекар избркан од работа затоа што сте биле на стручно усовршување во Германија. 30 години сте во здравството како лекар, 19 години како неврохирург, доктор на науки, експерт за спинална ендоскопија и ендоскопија на мозок. Ова се случи пред 3 години на клиниката за неврохирургија. Како дојде до ова? Па видите, јас таму работев 19 години и минатото раководство на клиниката, предводено директорот Александар Чепаровски и управниот одбор, во една политика на елиминирање на сите луѓе кои ќе им сметат на патот да ја остварат на своја има една девиза да чуре од джакот, значи да работи фирмата, во погрешна насока се разбира, имаше една стратегија на отстранување, значи оттаму се отстранати професор Огриновски, професор Лозанче, доктор Агаи, доктор Дамјановски исто не работи таму. И последната совест, голема совест на неврохирургија, мора да признам, тоа беше професор Столевски, кој многу драматично и многу оштро реагираше на состојбите во клиниката за неврохирургија, кој јас вака by the way ја нарекувам и фабрика за производство на човечки несреќи. Тој кога си замина, значи беше, пошто самата работа таму е толку поставена на погрешна основа, да стварно нормален човек кој има барем малце совест ќе се запраша што прави. Значи тој беше последниот тој што даваше некој така поголем отпор и останав само јас. И се разбира, пошто јас сум бескомпромисен кога треба да се работи, кога се работи за здравето на пациентите, им сметав на тоа раководство. И тие го најдоа за сходно најинтересен тој момент кога јас во соработка со мојата драга и убава колешка Маја Миланова од Германија во Неубранденбург успеав некако да добијам 3-месечно усовршување. И тоа беше све во период кога и министерството протежираше да се оди на усовршување во странство. Јас добив писмо препорачано на моје име дека мора секој доктор, вклучувајќи мене, значи доктор Блажевски, мора да оди во странство. Месец дена треба да помине во некоја клиника во странство, затоа што не ќе може да обнови лиценцата. Јас веќе бев во процес на да одам во Германија, тоа е стварно тежок процес, почнав да учам германско одново, од нула, години и пол дена интензивни, научив да можам да комуницирам, затоа што таму се цени тоа како едно почитување према установата и према народот кај што одиш. И успеав не со тешки напори со колешката Миланова да добиеме таму престој 3-месечен. Значи јас тоа сам си го плаќам со мои пари све и јас во легална процедура како што правеле сите пред мене, а и бога ми после мене, поднесов барање до директорот, до стручен колегиум дека со писмо од Неубранденбург, од клиниката за неврохирургија, водство на професор Михаил Фрич, дека ќе бидам 3 месеци таму на усовршување од областа на спинална хирургија, тоа мене ме интересира, и ендоскопија, пошто сум и единствен во Македонија едуциран за ендоскопија на мозокот. 3 дена после тоа, тие ми се јавија од таму дека сум истеран од работата и не сум отишол на работа. Пазете. И тоа јас го оценувам како, значи, не реваншизам, него тие сака да се ослободат од мене за да може тоа таму да тера како што тера и понатаму. Рековте човечки судбини, човечки несреќи, зошто? Па тоа ќе биде тоа треба да излезе во една друга емисија, тоа е таму, значи, видите ќе ви кажеме на работа. Значи сабајлето, јас жал ми што го спомнувам, професор Столевски може нема се сложи. Нашиот состанок пред да почне официјалниот состанок на стручен, тој им викаше на членовите на управниот одбор. Ова што се прави овде према пациентите е душмански, пазете израз. И тој тоа не можеше да го издржи, ние во некоја друга прилика ќе кажеме таму што се случува. И пошто јас бев тој што ностоп нешто викаше, тие ме отстрани и тоа се случило веројатно само во демократска Кампучија, под режимот на Пол Пот, некој што сака да оди на усовршување да биде истеран од работа. Видете се во странство, јас кога ме прашува ако му кажете, ќе мислат дека не сте во ред, знаете. И јас тоа го прифатив како такво, го искористив тие 3
години да одам, значи 3 месеци во Ној Бранденбург, после бев 3 месеци во приватната клиника Аксис во Загреб, кај еден експерт и маг за спинална хирургија, бевме заедно со него во Минхен, бевме во Турција, така да тоа го искористив за едно усовршување. Да ви кажем право, тоа мене не ме погоди многу. Јас на крај на краиштата, кога си заминував на усовршување, без дозвола јас се иселив, така да колешката беше малце фрапирана, или што тоа значи. Па јас реков, знам, или ќе ми стерат, или јас нема да се вратам, затоа што состојбата таму за мене, како човек што е образован од прилично респектабилна група на професори од Белград, тоа беше неприфатлива таа состојба. Сега сме тука, спомнуваме некаква состојба, ги ставаме во дилема и граѓаните. Објаснете ни каква е таа состојба во однос на пациентите, во однос на лекарите. Тоа се некои притисоци, Па таму, јас мислам организацијски проблеми. Во секој случај, тоа се организацијски проблеми, значи една заостаната неурохирургија, значи јас можам да кажам, имајќи во предвид она што го видов, не мора многу далеко да одите, може да одите до Белград, таа е многу моќна неурохирургија. Значи македонската неурохирургија во овој момент, од кога се отстранија сите тие луѓе, различните, тоа се 200 години искуство на сите нив. Така. Е на ниво на една неурохируршка селска кооперација. Знаеш, и тоа, знаете, вие таму имате луѓе со тешки судбини и тие работи Многу тешки пациенти. Но, тие се најтешките пациенти. Значи неурохирургијата е најтешка, не е кардиохирургијата како што се снима филмови. И таму има, значи, организацијски толку лошо поставено да не можеме ние. Јас не можев тоа да го сварам, се разбира пред мене и тие колегите. Така да тоа ќе зборам во Си отидоа многу квалитетни доктори од таму. 200 години искуство. Заедно на сите. Да, значи професор Угриновски околу 40 мислам, Лозанче, Дамјановски, Столицки, доктор Агаи и јас 180 години искуство е фрлено низ прозорец. Знаете, тоа е и тоа пазете, значи искуството на професор Угриновски и на Лозанче кои се постари е толку значајно затоа што тие работеле во некое време кај што имало многу случаи. И сето тоа е земено, вака во на кеса фрлено ниже, идеме, одиме понатаму да чуре од джакот. Ситуацијата е истите тие сега работа во приватни клиники. Така. Со тоа што групата што мене мистерат не може да направи преврска на тие операции што ги прават таму. И тоа е државната клиника за неурохирургија и се надевам дека сега ќе се смени, ако се смени, ако не, за нешто ќе се снајдеме. Во меѓувреме пробавте нешто приватно, но не се најдовте себе си таму. Таму, например, системот на работа мене не ми се допаѓа. Јас јавно сакам да му се заблагодарам на доктор Жан Митрев, јас работев кај на месец ден, тој ми даде врската со доктор Роберт Сафтич од приватната клиника Аксис во Загреб, и тоа за мене представуваше просветлување во областа на спинална хирургија. Јас сум доктор на науки за дискусијарнија, меѓутоа кога отидов кај него видов дека моите знаења, пазите, моите знаења како доктор науки, може да заметите на останатите, се толку мали да изгледаше многу фрустрирачки. Ние се, значи, кај него работев, гледав, успев да научам работи кои тешко може да научите на друго место, затоа што првото беше многу фер према мене, второ јас бев упорен, иако отидов со 54-5 години, малце изгледаше како така незаинтересиран, меѓутоа заедно после бевме во Минхен, бевме во Истанбул, се запознав со професор од Јужна Кореја и ми открив такви работи што во ниеден момент, значи ето ме знати домашните, јас не зажалив што бев истеран од клиника за да го научам тоа, и уште една кажам благодарница до доктор Митрев што ме даде таа врска со доктор Роберт Сафтич кој е експерт и маг за спинална. Сметате ли, ако се вратите, а би требало да се вратите на клиниката за неврохирургија, дека може да се отворат можности и да се најде начин да се вратат дел од лекарите што се од неврохирурзите што заминаа во приватно здравство? Знаете што? Значи сегашниот директор на неврохирургија доктор Енделски е млад и многу амбициозен. Значи јас лично го познам на крај криштата, јас и го зедов кај мене сеце. Тој е млад, амбициозен, тој трча 24 сати да направи ред. Еден чекор направи, не треба многу, знаете, да направи затоа што заостанатоста е фрапантна. Разбирате? И тој сега се труди, меѓутоа ми се чини дека не зависи све од него, значи мора системско решение. Не само за неврохирургија, и за тие доноси, тие наднасе. Значи системско решение за цел систем, затоа што
значи секојдневно го напуштат квалитетни доктори и веќе се доаѓа до ситуација да воопшто не можеме да обезбедиме основна заштита. Ние значи сакам да зборуваме за секундарната, за болничката заштита. Например, ја слушам, не знам дали тоа точно, во Битола ќе затвор делението за урологија. Тоа е за Битола и за Македонија епска катастрофа. Знаете, тоа беше авангардно деление водено од доктор Пецелиевски, кој единствен работи во Америка со лиценца. Доктор Рашко, доктор Павле, тој почина доктор Стево, значи тоа беше, да не заборавам уште некој, и мисли, сега доктор Наковски се пензионираше и сега тој е презатворен. Тоа е страшна работа. Тоа е страшна работа. И тоа ми се случува, пазите, и одделението за педиатрија за 2 до 3 години ќе се затвори. Значи, мора системски да се реши тоа, ако сакаме да правиме овој систем. Ако сакаме и квалитетен здравствен систем. Пред да преидеме на тој дел, член сте на СДСМ. Да, јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз од 2010. Дали сте во комисијата за здравство? Не сум во комисијата за здравство, тие не ме поканија во таа комисија. Зошто? Па не знам, треба да прашате. Или моите идеи се премногу моќни за да ги сватат, или па се премногу суфициентни. Во секој случај јас како интелектуалец моите поимање на 30 години искуство, значи во Германија јас покрето што гледав спинална хирургија, јас се интересирав и како функционира системот таму и мора да признам дека значи ние не сме ретардирани овде. Значи можам да ви кажам дека половина од докторите што се на неурохирургија денес, знаете што замина, тие се за нив бок и батина за германците. Меѓутоа нивниот систем е немилосрден. Тој оди секој што квалитет, значи ние не сме ретардирани, немаме раце, па не сме паметни. Значи јас имав голема среќа, пошто таму двајца од нив заминаа на одмор, а во меѓувреме тие беа само 5 неурохирузи, затоа јас барав таква. Значи јас работев секој ден до 5 сати и тие не влегуваа во сала без мене како асистент. Значи ви дозволува, а не само да гледате. Имав голема среќа. Меѓутоа, значи ништо не се тие попаметни, меѓутоа системот е немилосрден и тој само продуцира квалитет. Како во моментот функционира нашиот здравствен систем? Како го оценувате? Значи видите, имам една изјава моја. Значи здравствен систем на основа на систем во Македонија не постои. Значи моментално системот здравствен на Македонија се состои, карактеристики му се хаос, тоа е то безредие, тешки импровизации, личен ангажман и сето тоа, ако го ставите како на торта, на врвот имате 10 кила шлак, а тоа е голема растрошност. Значи такво фрлање на пари лево и десно, а резултатот е катастрофа. Вие во еден систем, значи систем е составен од составни делови. Ако овој зборуваме за здравствен систем, значи пациентот кој е болен, имаме сомнение дека некој има некој заболување, тој треба да патува во системот. Сите елементи на системот треба да го овозможат побрзо патување, квалитетно, значи се постави брзо диагноза, да се добие навремена диагноза, точна диагноза, да се добие навремена терапија, добра терапија, или ако не може да се излечи, барем да му се олесни тоа, и сето тоа да кошта помалце пари. Значи, заштеда до пола фенинг во Германија. Значи, се е до организација. Значи, тоа е здравствен систем. Тоа е во основа на здравствен систем. Сега имаме и друг проблем. Во областа на стручната организација, значи, јас сум кажал, Македонија во овој момент, значи, на ниво на 1970 година. Номинално. Во однос на здравствениот систем е на ниво на 45-та година. Значи, ние мора да почнеме све од ново. Да не биме се ние многу така критизерски. Значи, од 91 година то се има степен на разградување на тој систем. До 96-та година се уште траја, да, се уште функционираше добро до 90-тите. До 96 тој социјален систем. Да, имаше тој систем што го остави големиот комунист Тито, кој не чинеше, нели, функционираше некако. И од тогаш почнува разградување. И мора да признаеме, во овие 11 години, тоа имаме еден израз во медицината, се вика галопирајќа туберкулоза, беше, значи, таква девастација да е уништено, значи тоа е една пустина со по некоја оаза таму и не знамо тоа што ќе излези. Додека за стручниот дел, значи за стручната организација, ние сме 1970 година. Номинално, значи 40 години касниме. Меѓутоа, кога ќе се види дека здравството толку брзо напредува, да вие во една година
Значи медицинската информација застарува за 3 сати. Значи за 3 сати тоа веќе не вреди. Зошто? Затоа што некој веќе нешто измисли. Исто како и модата што се менува секоја минута. И во 1900 ние сме на тоа ниво и мора тоа да прво да се направи. Значи здравствен систем, квалитетен, второ мора да да одиме кон формирање на комплетно нов, модерен, стручен систем, значи во струката, кој ќе ги опфати сите современи сега, значи сите современи гранки. Пазите, кај нас имате све на ѓутуре на едно место. Значи тој од 1970 година. Ви имате такви подели, само да ви кажам во неурохирургија, има преку 50 гранки. Само неурохирургијата, тоа е најсложената. Во една гранка има по 10 подели на подобласти. Значи ние неверојатно, него сигурно не можеме да се токмиме со Америка, со модерните држави, меѓутоа вие мора да направите еден прифатлив, еден систем кој ќе функционира, ама и нешто да биде помодерен. Што значи тоа? Реорганизација, скенирање на состојбата, што? Значи ако сега почнеме... Каде да се почне? Да, тоа сакам да прашам. Сега ќе кажеме како... Сега ако почнеме, комплетно опремени, што е невозможно, затоа што немаме кадар, пари немаме многу баш, значи ќе ви треба 30 години. Од 25 до 30 години. Значи тоа дека ќе го направиме за 6 месеци, тоа е несериозна работа. Затоа што во формирањето на системот ќе излегува многу проблеми кои ќе треба попатно да се решават. И сад ние да кажеме јас како го гледам тоа организацијата. Значи организацијата почнува од министерот и неговиот тим. Министерот и неговиот тим ја прават глобалната рамка. Каков систем ќе му треба на Македонија? Како во Куба, како во Америка, како во Шведска, како во Словенија, како во Русија, како во Кина. Кога ќе седнат да се договора политичарите дека на основа на традицијата што имало досега, на основа на тоа што е досега школоване, ќе се договориме да имаме систем претпоставен како во Словенија. Океј, тоа е целта. Сега одиме на вториот дел, тоа е стратегијата. Како да стигнеме до тоа? Значи во овој дел не сме да има милост. И тука мора, значи, премиерот со свој авторитет и владата тоа немилосредно да го спроведува. За да почнете вие да работите нешто, значи ако правите систем, треба да знаете што располагате. Значи министерот ма треба да побара скенирање на состојбата. Сите јавни здравствени, пазите, не само јавни, и приватни здравствени организации, пошто тој е министер на цел систем здравствени. Тој цел мора да се интегрира во една целина. Не можете се овие приватните не ми требат, а се не ќе одиме со државните. Значи тоа мора цело да функционира затоа што таков сеопфатен систем ќе донеси напредок. Тој ќе побара, значи, од секоја установа кадар, оделенија кои работат, значи гранки. Ама кадар нема. Тој мора да го скенира тоа, да го добие тоа. Значи од кај знае тој дали има кадар сега во Струмица, не знае. Значи мора да добие кадар, оделенија кои функционираат, просторни можности, опрема која функционира и тоа треба има на маса. Кога тоа сето ќе го се засекува, тој следниот чекор, најголемиот чекор, најзначајниот чекор организацијата, стратегијата. А тој не може да ја прави министерот. Тој ќе ја прави Македонското лекарско друштво со неговите секции. По области. Ако претходно сме се договориле да го прифатиме системот на стручна организација како Словенија, на пример, претпоставуваме, значи секој од тие гранки, кај нас имаме такви, ние не сме во тој, ние имаме слична организација, меѓутоа не одвоена. Значи секоја секција, претпоставуваме, ќе кажеме за клиниката за неурохирургија, неурохируршката секција ќе мора по наредба на министрот, кој треба ќе му се одобра пари по наредба на владата, да се состанува континуирано и да направи да ја програмира, да ја регулира својата гранка, неурохирургијата. Значи пазете, значи неурохирургија во Македонија има Битола, има Охрид, има Гостимир, има Тетово, има Скопје, најголемата има Штип. И таму секој работи во останатите што му се допаѓа. А не сме ли знаеле дека има во другите градови? Па тоа го зборувам. Значи тие работат тоа што нив им се допаѓа. Тешките случаи ќе ги пуштаме во Скопје, повеќето од нив ќе настрадат попат, значи ќе завршат лошо, а ние ќе се опираме на нашо ни се допаѓа. Исто со спинална хирургија. И што не е многу, не носи ризик. Да, апсолутно. Пазите, спинална хирургија. Во Македонија има сигурно 15 центри кај што се работи нешто од рбетот. А никој не работи цел рбет. Пазите, значи секој работи тоа што му се допаѓа. Таква работа не е прифатлива. Вие имате 15 сетови за операција, тие кошта секој по 100.000, 200.000 евра.
микроскопи, плаќате зграда, плаќате опрема, сето тоа. Значи, вие мора така да се регулира. Јас знам дека првиот чекор нивни ќе биде многу тежок. Практично тие кога ќе почнат, ќе бидат нокаутирани. Зошто? Затоа што немаме попис. Вие да направите сега пресметка колку неврохирузи, колку центри му треба во Македонија, треба да имате попис. Меѓутоа мора да почнете. Попис може да нема и следните 20 години. Каква сме, таква се држава. Меѓутоа вие мора да направите плюс минус 10.000 луѓе и која популација се покрива и да се нормира. И се прашуваме сега што ќе се добие со тоа. Тоа е таква придобивка. Тоа е златен жетон. Знаете ли зошто? Ќе се укини самоволието на директорите на јавните здравствени установи. Ајде, пред да дојдеме пред директорите, како ќе најдеме специјалисти? Ова убаво е кажано, но немаме специјалисти. Натрешноста позајмува од Скопје. Значи, велите се затвара уролошко, се затвара педиатриско оделение во Битола. Ова во Македонија треба на владата, на премиерот Заев да му биде ургентна состојба. Знаете? Значи, ова е ургентно пред сите други состојби во Македонија. Ево јас ви кажам што би направил, пазите. 1991 година, само ви кажам, имаше штрајк на здравствените работници во Битола, прв од 1945 во Југославија, и сега уште бевме тогаш одвоени и неодвоени. Председател на штрајкувачкиот одбор бев јас. Јас тогаш таму работев и со една млада група на ентузијасти го предвидовме дека ако се централизира здравството во Македонија, сите друго ќе се упропасти. Не предвидовме дека тој во Скопје ќе се упропасти. Меѓутоа тогаш предвидовме дека Битола треба да се насочи како регионален центар, да се насочи кон пациентите од Северна Грција. 6 години после тоа, сите забари се во Битола одонтојатрос и се богати, фала му на Господ, ме радува. А пред еден ден се потпиша и меморандум на соработка со Ленин, тоа што го видов јас 91 година. Дали сега имаме нешто да му понудиме? Не сум баш сигурен. Но во Битола, значи владата мора да има аларм. Таја значи мора сега да ги најди сите кадри да ги мобилизира. Во Битола по улица шетат доктор Пеци Елиевски, кој дојден од Америка, кој не сака поќе да работи, и доктор Рашко Наковски, а оддело за урологија ќе се затвора. Значи на тие луѓе треба му се кажи, маце ќе фатите на патриотизам, меѓутоа ќе им речете, господо, ви мора да донесете специјален закон, вие сте во алармантна ситуација. Не се сложувам дека е 5 минути до 12. Сега 8 ноќе, помина тоа. Значи, вие треба да кажете, господи, вие ќе добиете 3000 евра плата. Ве молам, дојдете работете. Земајте си и пензијата. И одма ќе му залепите 2 до 3 специјализанти, барем во наредните 5 години да створите кадар. Пазите, хирурзите во Битола немат кадар, а одат во Прилеп. А тие во Прилеп нема кадар, одат во Битола. Мислам, вие морате да мобилизирате себе и морате да го спречите одењето во приватните болници, затоа што тоа е едната страна. Втората страна е, значи, сите млади доктори, само 10 на 100 размислуваат да станат во Македонија. И сега има многу интересен систем кој открие. Значи, тие студираат 4 години во Македонија. Учат германски? Одат во Бугарија, таму го завршува факултетот со германски, јас таму бев. Значи, тие за пола сат добиваат работа во Германија. За пола сат, не во Германија, во цела Европска унија. И се ценети, и за нив заврши. Тие таму земат нето 4000 евра специјализант, а бруто, специјалист 7-8, велам, и тоа е завршена работа. Дека тој некојаш ќе се врати на патриотска основа. Тие луѓе се влезени во регистарот кај нас во Македонија? Тоа не знам, значи комората води, валја. Комората води врз основа на тоа колку потврди земје. Што е останато во Македонија мора се направи скенирање. И мора сите оние што сака да работат пензионерите, што се способни да им се понуди. Пазете ви кажам, ево јас ви кажам случај. Значи професор Угриновски кога работеше на клиника, тој кога доби тоа законски да биде пензиониран, беше задржан уште една година како советник. Разбирате? И тие големите хирурзи околу и со сестринско кадар си смејаваја со него пензионеро. Тој замина во Систина и од тогаш помина 10 години од пензионерот. И сега тој таму зема плата што може да е сонва на неврохирургија, а државата не знаеше да го задржи. А тој што требаше да го задржи, значи председател на управниот одбор, не сакам да минува,
галактичкиот неписмен неурохирург си остана да работи сега. Значи, то мора да се смени. Или ние ќе имаме позитивна селекција, или јас можам, званично и кажам, црна змија ќе ја касни Македонија. Значи, дали ме се сваќаме? Црна змија ќе ја касни. Затоа што видите, ако не ги платите пензионерите, тие колегите што се пензионирани, колку што сакат пари дајте им. Ево јас велам, ќе ти дојдат луѓе од странство. Тие нивната плата испод 5000 евра не. Ако сакат, ако не, нема никаков проблем. Дубровник бара неурохирург. Дојде од Украина. Не може, тој му бара стан и пари. Немаме. Океј, ќе немате неурохирург. Значи, видите, сега моментално во Европа владе осветата на белите мантили. Тука мисля, че ги рачаме ми сестрите, не се ги поценувам бизнес, не е ништо. Тоа е осветата. Румунија нуди 3500 евра за доктор да се врати од Британија. Па тие не ни помислуваат, ти во нивните најлуди соништа не помислат да се вратат. Каков патриотизам? Ако вие можете во текот на годината да му дајте на еден пратеник 25.000 евра за патни трошоци кои се лажни, а мене да ми дајте 6.000 евра да дежурам 24 сати за 800 денари, тоа нема да заврши на добро. На операција која може да трае и 5, и 6, и 8 да, часа. имаше на операција што трае 24 сати, па пациентите вика дали е можно. Епа можно, кој ќе влезеш таму, нема. Тоа е неврохирургија. И тоа ќе го направам јас еднаш заради себе и никогаш повеќе, затоа што прво си се сакам себе си, па сите останати. Знаете, значи ние сме докторите и сестрите во момент се најнискиот дел од друштвото. И големата освета следи. И тука нема милост, знаете. Жал ми е, но тоа е така. Значи во моментот кога она што сакав да кажам со штрајкот, во Битола што беше, ние баравме тогаш регионализација. Не може се да види во Скопје. Пазите. Така беше и планирано во еден извесен период, значи, но нешто затаe во меѓувреме. Имате одлична неурохируршка клиника која има компетиција со таа во Лјубљана. Пазете, ние одиме на конгрес на неурохирузи, тој се одржаа 3 конгреси. Прв, последен и никогаш повеќе, пред 15 години. И јас му презентирам на професор Огриновски, а тој ми презентира мене. Мислам, тоа е резил. И сега ние сме најдобри во Македонија до Врање, пошто нема други. Значи, вие мора да развивате делот. Значи, мора да имате костозглобна болница во Охрид. Со такво искуство, дајте таму нека работат нешто повеќе, ортопедија, нешто спинална хирургија. Значи, вие мора направите региони. Не може се во Скопје и на Сабајле имате 20.000 во Турција за сколиози да праќаме. Значи, вие морате да ја развивате областа, меѓутоа планирано. Ако не одите кон планирано, значи доаѓате до страшно растрошување, сега ќе го објасниме тоа. И второ, Македонија е единствената држава во светот која нема болница за 21 век. Јас ќе ви кажам искрено. Јас кога работев кај Жан Митрев, јас одев бос низ сала. Знаете ли зашто? Тоа е таму толку чисто. А тоа е нешто почисто него во моето купатило, дома. Таму е зградата затворена, блокирана, нема воздух однатвор. Значи таа сега се бори за акредитација. Joint Commission и веројатно ќе добие, систина веќе тоа доби. Пазете, тоа е современа болница на 21 век. Нашите болници се од 65-та година. Клиниката неурохирургија сместена во зграда од 38 години, тоа се болници Кнауф. Значи кој како дојди едно зидче скалите ги направи магазини. Тоа е страшно. Полно е со интерхоспитални бактерии. Видите што ќе се случи сега на Битола. Битола има шанса во овој момент, има шанса да влезе во Европската унија. Битола сама. Значи сега на директора на Битолската болница му викат, види, овде има едно брдо, во брдото натри има еден рудник со злато. Еве ти го лопатче да не плаша, запни. Пазите, вие од Битола е центар. Јас малце поќе знам, пошто сум битолчанец. За Лерин, за Птолемаида, за може Кожани, може до Костур, меѓутоа и Воден. Сите тие доаѓаат тука си шопингуваат. Тоа го видов не 91 година. Додека тој игра зарчина во баро, понудете му вие на неговата жена да ставите силикони на градите. Ако е во Грција 4-5.000 евра, ние ќе направиме за 2,5. Тоа јас тоа го му понудив. Меѓутоа сега болницата е во апсолутно катастрофална состојба. Што би направил јас? Сакате приватно партнерство? Изволте приватно партнерство. Одма ќе се најди финансиер,
Јас гарантирам за недела дена, кој заедно со директорот ќе седнат, меѓутоа тоа мора да биде заедничко управување, не досега како што беше ова. Да се реновира хирургијата, пошто тие сакаат во хирургија, да се реновира, да се преми болницата лабораторија и да почнат да идат пациенти, оти знаете што? Многу ни треба до тогаш. Не, тоа треба малце, тоа треба само волја, ништо повеќе. Оти знаете што? Тие што дојдеа што потпишаа договор, не дојдеа нивните пациенти доаѓаат во обителот, тие не се толку глупи, па ние сме многу паметни. Тие дојдеа да нашите пациенти одат таму. Знаете зашто го викам ова? Пелистер 100 години го знам, не јас 100 години, знам дека носто кука, дека не треба да се направи патеката за скијање. Па таму Волерин направија толку во ски центар да сите одат да се скијат таму, иако Пелистер ме на 1 километар. Значи, ако не направите вие, ќе ви направат тие, тоа ќе биде. Сите тие доктори ќе ви го земат. Да, сите тие доктори што треба да работат во Битола, ќе работат во Волеринската болница или во Корча. Друга работа што ќе произлезе од скирањето, која исто така многу битно во одредувањето на стратегијата е рационализацијата на постојните капацитети. Сега тоа заврши во Хрватска, значи вие мора да видите со што располагате и мора тоа да го групирате. Значи, многу болници мора да се затворат, значи јас кажам да се затворат. Знаете, оправдувањето на политичарите ќе се буни народот. Не, народот ќе се буни ако нема квалитетна здравствена заштита. Вие ќе му пруžите квалитетна здравствена заштита преку организација, тоа го направи во Хрватска. Значи, вие немате доктори. Таа болница што е, например, во Криопаланката не е болница, таа е зграда со тули. Кај што може некој доктор ќе намини, пошто нема доктори, во Гевгелија немате анестезиолози. Каква е таа болница без анестезиолози? Значи, вие одма направите рационализација. Ако вие не сте способни, ќе викнете фирмата што го правише во Загреб и таа ќе ви каже, значи ќе имате тука пунктови за триажа, ќе имат транспортот, ќе му го платите до соседната болница и враќањето. Значи, пациентите мора да му се објасни. Господа, значи ние ова го правиме да ви овозможиме квалитетна здравствена. Не сега да затвориме болницата, така сакаме ние. Не. Рационализацијата е првиот чекор. Да се групира тоа и таму кај ќе се групира, ќе има и поголем квалитет и ќе има и подобри решенија. Значи тоа е исто така представува идна работа што мора да се прави. Да се укинат таму, а да се зајакнат во поголемите центри. Да се групираат. Вие морате хирургијата во тој источен регион, ќе лоцирате во Струмица и во Штип, све друго мора да се угасни. Вие мора да најдете начин на тие доктори му се плати престој таму, затоа што друго е кога на едно место имате 10 хирузи, друго е кога имате на 10 места по еден хирург. Тоа е катастрофа. Продолжува праксата на партиско поставување на директори. Се согласувате ли? Апсолутно нема тука. Видете, ево искрено ќе ви кажам. Ако мене ме прашувате дека апсолутно дека се партиски директор, јас постапката ја оправдувам. Сега ќе ви кажам зошто и до кога ја оправдувам. Значи прво тие директори што 11 години ги водеа здравствените установи сите, ја поддржувам акцијата да се сменат одма преку ноќ и да се постават други. Какви? Такви. Зошто? Тоа дали имало криминали, дали тие ќе влијале на тоа, тука не влегувам, тука има луѓе што се задолжени институции. Имаше една работа која беше многу страшна, која се спроведуваше во 11 години. Тоа е невидена катастрофа. И таа работа со ова поставување, јас го правдам, е исечена, барем се надевам. Јас се уште нема влезено во тие клиники, меѓутоа знам. Тоа беше, ми се чини, не може да го наречеме тоа мобинг, него тоа беше терор. Значи, мобинг е нешто цивилизирано. Тоа беше невиден терор и ова што го направи, јас го поддржувам. Меѓутоа, ако ова траи, значи тие ВД директори остана по традиција, значи по традиција, претходната влада имаше 3 години, претходната НСД само 4 години, тоа ќе биде вистинска катастрофа. Значи партиското поставување на директори. Тоа мора во рок од месец дена да се распише конкурс и да се начин како ќе се бират тие што треба да се изберат, за да може да почне да нешто да работи поквалитетно. Иначе се сложам дека тоа така, меѓутоа јас наоѓам оправдание во тоа, не затоа што сум. Но за времено, значи. Времена состојба. Значи, да. Кој контролира работата на директорите? Како функционираат тие управни одбори? Тоа е многу интересно, затоа што видите, тоа е суштинското прашање. Ево, видите. Значи, ние сега се договоривме како група, имаме цел, имаме стратегија. И со кој тој ќе го стварува, кој тој ќе го контролира, на кого ние ќе се подприме. Секаде во светот се подпирате на менаџерот и во управниот одбор.
Управниот одбор го контролира менаџерот. Ето се ќе разследниме тие две работи. Кај нас досега директор мора да биде не најдобри. Најдобриот. Од сите најдобри тој мора да биде најдобар. Видете, дневно имате преку 150 огласи за шеф арци, значи за директори на клиники, на болници во Германија. Таму не се пријавува секого, затоа што условите што треба да ги исполните, платата не е проблем. Се многу високи. Разбирате? Значи на него паѓа цел терет. Знаете кој терет? Теретот на струката. Во 27 години во Македонија ниеден не правил муабет за струка. Ако изгребите по површината, вие ќе пропаднете на Монт Еверест, ама на Монт Еверест свртен надолу, пошто тој е дното на сите дна во светот, така? Тој е највисокиот. Значи, директорот на клиниката, системот кој ги има моментално е инсуфициентен хардвер, така го викам. Значи, тој е поставен како партиски човек и тој е се и свја. Тоа не може така да биде. Значи, во Германија имате стручен директор, тој е директор на клиниката, си имате посебен директор кој го интересира парното, проблеми, завеси, тие работи, пижами. Добро, имавме по два директора, ама тоа баш и не функционираше така. Тоа е равно на катастрофа. Разбирате, тој беше партиски секретар, партиски комесар, кој со вестникот подмишка кажуваше кој може да се вработи, кој не може. Пазите, каков економист кога парите ти ги дава фондот, радио не радио, тебе ти дава пари. И сите болници, и сите клиники беа во загуби. Апсолутно. Значи, сега ќе ви кажам што значи друг директор. Ето тоа е моја измислица која е применета. Сега моментално функционирање на клиника. Значи директорот им дадовте совет? Апсолутно бесплатен. Бесплатен. До сега уште давам бесплатни совети. Иако не сум ни координатор, не сум ни советник. Значи директорот мора да биде најдобриот. Значи тоа е завршено готово. Тоа нема што тоа. Сега дали може, прашајте ми се вие дали може сега тоа некоја партија се откаже од тоа место. Не може. Така е поделено. Така е поставено 91 година. 3 директори тебе, 7 мене, 4 тебе. Но тоа може да се смени. Како се смени, сега ќе ви објаснам. Значи, ево да ви кажам како ќе го смениме. Значи, на еден мој млад колега кој води една клиника му кажав, тој е премногу млад за да води, пазите, универзитетска клиника. Знаете што значи универзитетска клиника? Тој е 20 пати помотен од премиерот, затоа што тој образоваш други луѓе. Шеф на универзитетска клиника во Германија е 3 пати подобар од Меркел, помотен. Знаете. Значи тој му јасно кажав, ти не можеш да ја покриеш таа патологија, пошто си млад, ти си амбициозен, ти можеш да трчаш. Меѓутоа, драги мои колега, ќе си назначиш стручен директор. Тој ќе биде заложен за струката. Например, сега тој беше 2 дена во Загреб, купуваше некоја опрема. Кој ја води клиниката? Кој ја контролира тие што работа во сала? Стручен директор. По 2 дена ми се јави и ми вели фала. Во правости го назначи тој професор на моја препорака да биде стручен директор. Стручен директор не сме да мрдне од зградата. Тој не сме да дежура. Тој мора секој ден да биде во сала. Јас ви кажам, са во хирургија. Тој мора да ја контролира. Сабалите кога имате состанок, вие се договарате каква операција ќе направите. Таја мора да се придржува секој 80%, но 20% може да воведи своја креација, само доколку условите се неочекувани, значи нешто се случи, некој аберантен крвен сат и сад ти мора да се прилагодиш. И тоа е намалено во Германија, затоа што шефот на сала е затоа што директорот е во сала. И тој цело време прати на мониторинг, не можеш ти да правиш импровизација. Со тоа ќе се реши најголемиот проблем во струката. Јас ево ви гарантирам во 2 милиони македонци никој не знае кој е најголемиот проблем во струката. Тоа го знам и јас, сме дискутирали со мојот драг колеги учител Лорес Сатич во Загреб. Тоа е феноменот на Орсон Велс или неговиот филм Трети човек. Ево ќе ви кажам како изгледа. Сабајлето на стручниот состанок, кој кај нас е толку многу извитоперен, затоа што нема стручен директор, затоа што директорот е партиски човек, дискусиите ода во смисла кога јас, например, сакам некој сум оперирам некого, јас презентирам, кажам, го опера пациентот, направив тоа и тоа. Колегата до мене вика, ти ова го направи погрешно, ова е вистинска катастрофа. И сега се прашуваме, каде е третиот човек? Тој што ќе одлучи. Ето тоа е на цела бивша Југославија. Тој што ќе речи, ова ќе треба да се оперира вака, па такви дискусии ќе нема. Оти после излегват надвор, па му кажа на фамилијата, овој те упропасти, пошто е таков и таков, ама јас не сум таков, он е таков и таков. Да не спомнам, тоа се многу погребни изрази. Значи, во моментот кога сечиш и се враќаш на она.
Видете, клиниката не се олуците, керамидите и кебината. Значи луѓето може да спијат и на своје кеви. Клиниката е струката. Тие доаѓаат таму да не да спас, а не да се стоплат. Апсолутно. Значи тој систем, дозволете сам, тој систем нас сега во моментот да назначи стручен директор е спас за оваа ситуација. Нака остане тој партискиот, нака трча тој, меѓутоа стручен директор води клиниката. И пазете сега, ова мора да биде поддржано. Вие мора да му кажете на младите дека учете луѓе, како мене, јадниот што отишов да лупам по светот, за да станете стручен директор. Владата тука треба да каже, стручниот директор ќе има плата 3.500 евра, 2 пати поголема од тој извршниот директор, партискиот. И луѓето ќе се замислат. Никој ќе неќе да биде партиски човек, а тогаш владата на тој партиски човек ќе му го зади последниот удар од типот на Майк Тайсон, ќе му земе 80% на набавките и ќе централизира. Значи тој ќе набавува пижами, тоалет папирто и никој ќе неќе да биде извршен директор. Сите ќе учат за да бидат стручни директори. Ќе нема провизии. Тоа е провизијата и јавните набавка се крвотокот на нашето здравство и на секоја. Сите трча кон тоа. Никој не трча да оди да учи. Јас трчав и си го добив. Како да ја уништиме корупцијата? Како да се уништи корупцијата? Пазете, тоа е са вториот дел. Значи тоа е хардверот. Како да се уреди. Ако веќе тоа го наредите, вие во почет кога оставите стручниот директор, вие тоа е првата рунда, вие добивате. Сега да ги осветам колегите мои доктори, пошто ги ностоп нив ги прашувате, сега јас во нивно име ќе ве прашам вас да видите како изгледа. Ево јас вас лично ве прашувам. Во закон имате еден ред таму пиши, пациентот има право да го бира доктор. Сега лично јас вас ве прашувам. Што мислите за дали е тоа добро или лошо? Сега секој сака добар доктор да го оперира и секогаш секој прашува кој е најдобар. Не, сега ти ви кажам каква е заблудата. Дали вие мислите дека е позитивно тоа што пише дека секој пациент може да го избери свој доктор? Тоа е трагично погрешно. Вие можете да го бирате свој матичен доктор. Меѓутоа, пошто ние зошто да нема право да избере доктор? Не, вие имате право, ама сега ќе ви објаснам. Ние секој ден, секој месец на 10 доаѓам, викаме дај 5000 денари за здравствено, така? Фондот си зема 5000 денари за здравствено. Ние имаме обврска, јас се зборам како држава. Ние имаме обврска. Вашите здравствени проблеми, пошто вие плаќате 30 години, да ги решиме шо поквалитетно, шо побрзо, разбирате? И сега како вие ај ги знаете тие некои луѓе. Кажем са некој што паси овци на Шарпланина, има проблем со дискус хернија. Како тој го бира докторот? Не, драга моја менче точи. Ние ќе избериме за вас, државата, затоа што ние сме обврзани вас да ви пружиме најквалитетна медицинска заштита за тие 5000. Значи ние не може на некој да му дајме за 5000 денари да му го оперираме дискусот добра, па на другиот да го оставиме инвалид. Значи ние сме обврзани, а затоа ние ќе избериме. Вие ќе ни пропуштите, ние да избериме. Тоа се случува во Германија. Значи во град од 60.000 жители кај што бев јас, никој не го познава неврохирургот. Кој е тој Майкл Фрич? Појма, ниту го интересира, затоа што во моментот кога ви имате проблеми, значи кога патувате во система ве пушта на неврохирургија. Сите лекари знаат што е проблемот со дискус хернијата, го примат, меѓутоа рбетот го оперираат само Бранко Блажевски, Менче Точи и доктор Перо. Тие тројцата оперираат рбет, другите оперираат анеуризми, другите оперираат тумори. Во моментот кога ќе ги распределите тие, тоа го распределува стручниот директор, корупцијата е сечена. Значи, вие мора да направите систем кој не продуцира корупција. Пациентот нема да има контакт со докторот. Нема никако, тоа е мислам катастрофа. Значи вие мора да стварите систем кој не продуцира корупција и не поддржува. А видите кај нешто се случува. Значи вие во моментот кога имате проблем со дискусија, што правите? Се јавувате кај. Знаеш, тој ти вика од другата страна, слушај, јас имам мој човек на неврохирургија. Тоа е веќе катастрофа. Ево на пример што се случува. Ако некој има анеуризма на мозокот, ќе ме представи некој, слушај, го знам, јас тамблачки бок и батина е. Тој ќе ме викне мене, јас ќе го примам, јас немам појма. Јас сум оперирал 30 анеуризми и мене не ме интересира. Значи јас сум во таа област слабо едуциран. Меѓутоа јас ќе го примам него затоа што овој претходно дилер ќе му рече види, ќе те оперира тој, ама кај него многу се чека. Ќе треба малце, знаеш, така, мала ово,
И тој сваќа што е работата и ние влегуваме да оперираме. И јас го викам доктор Дамјановски. Доктор Дамјановски, пошто тој работи брилјантно. Анalizме го слушај, ова е нека роднина на жена, знаеш да склепаме, инсистираат нешто ваму таму. И се доаѓа катастрофата. Доктор Дамјановски, пошто не е негов пациент, тој може да го работи вака и така. Тој нема се види со фамилијата. А јас се тресам цело време да се случи нешто, пошто јас треба да му обрастам на фамилијата. И цело време пациентот што би рекле, ние се куби по пат. Кој како помини го куби. Тоа е тој личниот ангажмент. Се тресе тој што треба да ги земе парите. Видите, значи сеето, значи вие мора да направите таков систем. Ево сега ќе ве прашам вас, лично ево. Што мислите дали докторите во Германија земат мито? Не мито, поклони од пациентите. Не знам. Ево кажете, таму има одличен систем кој не поддржува корупција и не продуцира корупција. Ево, ме интересира што мислите. Поклоните спаѓаат во Пари. А, пари. Пари. Сигурно не. Не, така? Ево заблуда сте. Тие не земат пари од своите пациенти затоа што таму е таков е система, мислам не му паѓа на памет на некој затоа што изгорената компанија му плаќа колку што има операцијата кошта колку што, мислам чини колку што чини здраво. Меѓутоа и тие во странство, сега спомнам Германија, јас немам искуство, меѓутоа имам со други држави, кај што ви рекле браќата бугари со големо удоволствие ги зема поклоните. Зошто? Затоа што вие не сте во системот. Вие доаѓате од една таква држава, па една заквалница 2-3 евра нема никој нема да ви ја врати. Меѓутоа за своите пациенти тоа е невозможно. Значи тоа е тој системот. Пациентите кои ќе да ги дели стручниот директор на оние што работат и сега тука доаѓа најголемиот дел. Вие мора да ги платите луѓето. Иначе видете, сузбивањето на корупцијата по типот, сега ќе дојде милицијата, тоа е идиотска работа. Значи, јас во Германија не видов ни еден милицаец во болницата, нема ми тоа. Гаснење на пожарот. Ништо, сега ќе фатиме двајца, професор Марјановиќ викаше, ќе направиме, јас ќе речем, можев да видам јас, идемо дале. Така? Значи, систем кој не поддржува корупција, меѓутоа луѓето што се во системот мора да бидат мотивирани. И сега доаѓаме до моментот на 5% зголемување на платите, беше ветено 15, па уште 15% во наредните 6 месеци. Јас мислам дека 5% од септември идната година. Секоја административна мерка која се дава така 15%, 10% не е добра. Тоа нема да донесе квалитет и нема да ги спречи да докторите. Плюс тоа, вие морате тие пари негде да ги земите. Ево јас јавно кажувам овде, вас ви кажувам во камери, му кажав на еден човек кој е задолжен за парите. Значи, постои систем кој ќе овозможи качување на платите на хирурзи. Вие на еден зборам за хирурзи. Например, неврохирург треба да има основна плата 1000 евра. Со овој систем, што јас ќе му го понудам, ќе му се качи платата на тие што добро работат, не како да го искористам изразот на Сашо Политика, термонуклеарниот идиотски проект плаќа им кучино, кој јас не го пополнував. Секој месец ми земав 7000 денари. Тоа беше за мене испод чест. Значи, тој систем, што ќе му понудам јас, ќе му качи платата 100% на оној што добро работи, а ќе му остави 60.000 денари на оној што лошо работи. Системски. Без 0 денари екстра да се додадат во фондот, сето тоа ќе се направи од заштедите и системот ќе биде праведен. Значи, платата мене ќе ми качи фондот, не министерството. Кога ќе направам квалитетна операција, ќе заштедам материјал, пациентите нема да доаѓаат по 10 на 15 пати. Тој систем може да функционира и тоа е вистинското покачување на платата на оние што добро работат. Ако на сите ви му качите по 50%, уште поголемо незадоволство. И 200% да му дадете поголемо, затоа што има некој што нема појма, па се шета по ходници, а некој ринтачи таму. И то, видите, во тој систем... Но има и некој што 1000 евра, 60.000 денари нема да го задоволи затоа што од операција зима 3000 евра. Не може. Значи, ви имате систем операцијата, него ќе му припадни на состанок саба или не, во петок се состанувате како во Германија. И кажувате, имаме идната недела 10 тумори на мозок, тие ќе обират Блажевски точи. Готово. Чао, нема боќим дискусија. Не може. Се ќе биде под контрола. Да, како тоа пациент, ова е мој пациент. Нема мој пациент, има пациент на клиниката. А клиниката е обврзана државата да му пружи најдобри во таа област. Во Германија само единствен човек, значи шефот на клиниката имаше право да оперира приватно и тоа му дојде еден пациент со карпал тунел. Ништо друго. Еден обичен пациент може 500 евра додаде
тој или неговото осигурување. Значи, одма се сечи корупцијата во готовото за еден месец. Меѓутоа, мора директорите да бидат под контрола. Тоа е прво. Пази се, има и друга врста на корупција, она што рековте со јавните набавки. Со нормирањето на секоја дејност, вие тоа ќе ви сечите. Ево ќе ви кажам пример. По градската болница 8 септември на неурохирург што е таму, одличен неурохирург, без никаква дискусија, се работил 15 години заедно, на еден единствен човек му е купена, значи перверзно скапа опрема на еден единствен човек. Тој оперира сам, значи нема ни еден специјалист да му помага, нема специјализант, нема оделение, па пациентите лежа понервно, па навечер тие колегите кои не се разбира во неурохирургија, ги покрива пациентите, па тоа такви куршлуци се, тоа е несериозно, да не кажам малце, па тоа е таква криминална работа. Значи, со тоа нормирање, вие мора да имате минимум 6 души неурохирузи за да обезбедите 24 часовно покривање. Значи, кога ќе ме скратите вие, прво, ќе ме регулирате купувањето на опрема, второ, кога ќе му го земите, одма ќе се скрати корупцијата и ќе останат многу пари. Тие пари како ќе се расподелат, зависи од системот. Или ќе направите праведен систем, или ќе одите уште удолу. Зашто прво да се зафати новиот министар за здравство? Па ево јас имам некој... Во кратки црти да завршуваме. Да. Значи јас кога би бил министер за здравство, а никош нема да бидам и не сакам да бидам, утре сабајле во 7 сата би распишал онака на слепо, што би рекло малце поднапијан, 300 специализации. Одма тие ќе бида малце. Значи ситуацијата е толку алармантна, посебно со анестезија. Тие, значи, сега ќе се отвори нека друга болница таму Петровец, таму 5-6 души, вон 5 души, тоа е катастрофа. Значи, мора да се распишат најголем број на специализации, на слепо, кој може да ги прими клиниките. Значи, не можете сега да пуштите вие 100 специјалисти за анестезија, затоа што тоа нема кој да ги едуцира. Тоа би бил првиот чекор мој, кога би правил. Втора работа и основна. Значи, ево сакам да му кажам, на која страна камерата, која ме снима таја? Кај сакате гледајте? Значи, прва работа, господо, значи да излеземе од 1970 година. Траума центар. Тоа е мал чекор во современоста. Значи не може пациентите со траума да лежат со елективни, со не другите изабрана патологија. Тоа е медицина пред војната, што викат. Тоа е катастрофа. Значи ќе се направи траума центар, таму ќе одат травматолози, ќе се едуцират и ќе работат само траума, комплетна траума. Ќе има помош од другите и тоа ќе се етаблира. Значи траума центар, тргањето на пациентите од останатите други пациенти, затоа што тие лежат малце подолго, може да се случи да има и поголеми инфекции, тоа мора да се тргни. А и има. Она што сакам да го препорачам, врзана за една област, значи не постои цивилизирана земја во светот, ве молам, која нема институт за цереброваскуларни болести. Значи институт кој се бави со болестите на крвните садови на мозокот. Тие не може да лежат и да бидат во иста зграда со нервните болести, со неврологија. Тие нема никаков контакт едните со другите. Значи таму лежа пациенти кои имаат изливи во мозокот и таму се бава луѓе со наука, локално. Што предизвикува толку многу или толку малци изливи во Македонија? А храната, загаденоста, вамоте, тоа се бават со наука. И ќе му кажат, значи се доаѓа септември, внимавајте, земате поќе лекови на основа на наука, не на чашески умавете. Значи, Институт за цереброваскуларни заболувања комплетно аут од неврологија, ве молам, со сопствена интензивна нега. Значи тоа не можете вие да направите таква сериозна работа, а да имате интензивна нега со 8 кревети закачени со еден апарат за мерење притисок. Одма со ова, значи следниот проект, и морат паралелно се терат. Сите пациенти кои се наоѓаат во хронична кома и сите пациенти кои се со тешки инвалидитети, како резултат на овие крварења мора се тргнат. Прво од болниците и второ од фамилиите. Значи, вие морат фамилијата да му тргнете човек кој што има хемиплегија, затоа што прво ја ангажирате цела фамилија, ќе се доразболат. За тоа се зборуваше уште пред 10 години. Пазите, имате но објект. не видна ништа. Имате објект. Јас бев тој
кој отидов во тој центар за гериатрија, така ми се чини, во Јорче Петров. Таму почна да се гради, но работите прекинаа, тоа беше пред некои 7-8 години. Ленче Нелковска, така беше. Таму имате најте каква интензивна Всушност во време ми се чини на министерувањето на Владо Димов беше или така после нешто. беше со овие патриотите и јас бев испратен таму, овие на клиника се шокираја зашто јас отидов таму. Мислам, пазите, тоа е шок, како да не контролира сите работи. Тогаш со директорка да го прошетавме, па тоа е идеална работа. Па имате интензивна нега како што нема во Македонија. Значи тоа е тип-топ. Значи мора да ги тргнете тие луѓе таму, дали некој разбира. Значи оние што се хроничните болни лежат на неурохирургија по 3 до 6 месеци. Тоа е катастрофа. Тоа е таква изворни инфекции да ќе мора да спрато да го иселите. Значи тоа со неврологијата, со тој Институт за цереброваскуларни болести мора да се направи со време. И ако веќе терате стратегија, значи, ево јас ќе ви кажам, тоа беше во Америка исто така. Значи, министерот треба со ова сето ќе мора да презентира на фондот, нешто ќе испадне, нешто не може, нешто ќе се скрати, нешто ќе се додаде. Вие мора да имате стратегија како современа држава. И да кажете, на пример, имајќи во предвид, јас лично знам, дека невронауката во Македонија е батал. Знаете што значи турски батал? Ужас, хорор. Вие мора да кажете, ние мораме, тоа е сериозна гранка. Ние во наредните 10 години од буџетот на Фондот за здравствено осигурување кој кошта 350 милиони евра, ќе издвоиме 0,5%, 0,3%, 0,2%. И се ако ќе имате тие пари, ви мора да тргнете кон градење на нова клиника за нервни болести, повторувам, со интензивна нега. Значи не постои нервна клиника во светот без интензивна нега и клиниката за неврохирургија мора да се исели. Тоа е зграда од 38 година. Салата интензивната нега на неврохирургија се отворени на пат, како женски пазар. Такво нешто не постои. Секоја хируршка сала во светот е така затворена да не може. Јас во Германија плати 75 евра клjuč за да може да влезам. Да асистирам, а не сам да влезе таму се шетат. Значи тоа е стратегија за развој на здравството. Значи има и луѓе што се разбират што има и други работи. Ова јас тоа што сум го видел во ова и благодарение на моето 30 годишно искуство за нешто да тргни, затоа што вака како е организирано лошо ќе заврши, многу лошо ќе заврши. Не може да тргне со клиничкиот центар. Уште не сакав. А не со другите. Ова е многу битна работа. Значи ево сакам да му препорачам новиот министер. Значи дали во Македонија има протокол за елементарни непогоди и за вип личности? Ево предпоставуваме дека, значи хитно треба да се направи. Предпоставуваме дека има дипломатски лов во Мариово. На кривината од Битола лево за Старавина има голема сообраќајка во кој учествува 3 коли од амбасадорите кои се повредени. Има ли некој план? По кој протокол? Кај ќе одат, кој ќе прегледа, по кој пат ќе се возат, кој ќе направи снимање, кој ќе го прочита снимањето, кој ќе го, ако треба да се види, тоа се сериозни работи. Тоа се сериозни работи, но зборуваме за да се спуштиме малку во ситуација кога пациентот не ја добива услугата за која што плаќа. И тој е пациент. Тој плаќа повеќе него тоа е пациент, но да дојдеме до едно скалило за да може да се качиме на погорното. Пазете сега. Замислете што ќе се случи да има утре земјотрес во Скопје од 7,5 степени како што имаше. Тие жртви што беа 63-та се детска градинка. Тоа толку населен Скопје да не ќе има толку жртви. Ме интересира. Има ли сега државата во својот протокол план, дали има резерва? Колку кревети имаме за интензивна нега? Моментално расположливи на територијата на Скопје. Дали се приватните вклучени во тоа? Тие мора да се вклучат со своји резерви, тоа мора да им се плати. Кои доктори ќе учествуваат? Кои анестезиолози? Видите, тоа е сложен. Многу крупни прашања имаме, дали сме спремни за една епидемија за грип, не сум сигурна. Значи сето тоа е тоа, да. Значи вие не знаете со што располагате и вие мора да се движите кон се. Вие не може да влезете. Во секој случај потребни се стратегии, потребни се планови, долгорочни, краткорочни. Јас ми се чини дека има некоја стратегија до 2020 година, така ми спомнат. Јас не сум ја видел, значи тоа треба да се разгледа и да се имплементира, ако има воопшто. Така. Добро, јас не знам дали ќе бидете министер, но се надевам дека ќе ве вратат на клиниката за неврохирургија и ќе се работите за кое што сте стручен. Тоа првото, значи, сигурно нема да се случи, затоа што јас никош не ми се нафатил, нема сила што би не требало, пошто јас сум со краток фитил и не можам да бидам политичар, затоа треба политичар. Јас овие мои работи што ги знам и на претходниот министер Тарабари сакав му ги понудив.
тој не беше заинтересиран, мислам, тој негов став не е битно. А што се несува до враќањето, и то гледам нешто во опасно време тешко оди, па ќе видиме. Тука сме. Тука сме, ќе известуваме, ви благодарам. Ви благодарам за поканата.